За 10 дена треба да заврши истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, вели државниот обвинител Љупчо Коцевски. Предметот е во сензитивна фаза. Се прибираат докази и досега се сослушани над 300 сведоци. Иако истрагата се води против 59 осомничени, Коцевски не ја исклучува можноста да се прошири. Се надеваме за 10 дена и треба да заврши истрагата, со тоа што после ќе има убит од браната и некаде таму во средината на месец јуни се чека јавна обвинителска одлука. И во моментот се распрашуваат и вчера и денески секој ден одредени сведоци, осомничени, се прибираат докази, доколку евентуално од тие докази произлезе нешто друго, на нови осомничени, нови действија, истрагата ќе се прошири без разлика дали во ова или понатаму. И додека се очекува обвинение за трагедијата во која на 16 март загинаа 62, над 200 беа повредени, опозицијската СДСМ во собранието повторно овој пат во редовна постапка го достави предлог законот за поддршка и рехабилитација на настраданите и очекуваат поддршка од сите партии. Со него се предвидува надомест од 80.000 евра за семејствата на починатите и да се одреди сума за повредените во зависност од степенот на инвалидитет. Сакаме да испратиме јасна порака дека ова не е политички закон, туку ова е човечки закон. Ги слушнавме забелешките на парламентарното мнозинство, дека треба да има поголема прецизност, дека треба подобра проценка на фискалните импликации, дека се потребни одредени технички корекции на законското решение. Од пратеничката група на ВМРО ДПМН вела дека нема да влегуваат во политизација на трагедијата во Кочани и дека владата веднаш дала поддршка за сите засегнати. Оливер Спасовски да поднесе ваков закон е исто како Зоран Заев да поднесе закон за враќање на името или како Венко Филипче да поднесе закон за одговорност на модуларните клиники. Зошто Венко Филипче кога беше министер не превзема одговорност за трагедиите кои што се случија на оваа држава во тие моменти? Ние нема да водиме политика на овие случаи. Премиерот Христијан Мицкоски пак денеска изјави дека се сретнал со најголем дел од родителите на загинатите во пожарот и ќе продолжи да им се помага на семејствата.